Драги гледачи, добре дојдовте во денешното издание на Ритамот на градот, вашата дневна доза на култура и забава. Денешното издание, денешната емисија, целосно ја посветуваме на хуманитарниот концерт кој се одржа во Битола. Голем број присутни и изведувачи на хуманитарниот концерт за помош на малиот Давид Домазетовски. Синоќа се одржа хуманитарниот концерт за помош на малиот Давид Домазетовски, на кој настапија голем број на изведувачи од забавната и народната македонска музичка сцена. Концертот го отвори сестричката на Давид. Но љубов летна од дворови, кај другата лесно се сватови. Одамна ти ме заборави и да ме сретнеш нема зборови. Јас ти Вака започна големиот хуманитарен концерт за помош на Давид Домазетовски со неговата сестра Ева, која песната ја посвети на своето братче. Имено Давид на 22 декември минатата година беше хоспитализиран во клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. После извршениот оперативен зафат потребно е негово понатамошно лекување. Од тука се роди идејата за организирање на хуманитарен концерт, а спортската сала беше преполна со посетители кои со своето присуство дадоа допринос за помош на Давид. На концертот настапија повеќе пеачи од забавната сцена, помеѓу кои Наде Талевска, Бојан Стојков, Александар Тарабунов, Дарко Илиевски, Виктор Апостоловски, Наташа Малинкова, Ламбе Алабаковски, Памперс и Димитар Андоновски, диџеј Андреј Ѓошев. Моје мислење е дека треба да се помогне сегде каде што е потребно и зошто да не ете. Се собравме можеби повеќе од половина од естрадата и се надевам дека барем малку ќе му помогнеме на Давид да оздрави и да му се најдат тие средства. Каква си била невина девојка мила, што ти е си се променила. Само купи ми прескапо да е светот на татко ми да е, крај тебе нема да потрае. Народот, значи, се надевам дека помогнавме во сето ова, иако мислам дека многу повеќе општо цела држава треба да помага за вакви случаи и нормално дека треба почесто да се случуваат, ако треба, секогаш викам да не дојде до тоа, нели Господа не чува сите од такви работи, меѓутоа ако дојде треба да се помагаме, затоа и сме луѓе. Што вика е стари човек со човек како бидува. Па мислам дека се многу добар начин да се допринеси мислам да се поможи некому. Затоа што има многу луѓе, има многу деца на кои им треба помош и таква е состојбата во нашата држава да не може еден човек да даде толку доволно за да може да се завршат сите работи. Така да супер е што има вакви акции, супер е што има олкава заинтересираност од колегите мои да поможат. Тоа е многу добро. Па апсолутно ги поддржуваме. Да, како и секогаш, значи ние уметниците, музичарите сме секогаш хумани, секогаш излегуваме во пресрет и така и треба да биде. Благодарни сме на многобројната публика, на големиот број на продадени билети. Ќе ги потсетам битолчани и македонците да бидат и понатаму хумани, да помогнеме каде што треба. И јас пред недела имав настап пак во Битола кога се вратив дома. Случајно дознав за настанот му се форма на Димитар, го исконтактирав. Пардон. И чест го замолив да бидам дел од овој настан, сепак ми беше чест и како да кажам, среќа ме што помогнав колку што можев, како и моите колеги и тоа е. Големо браво за Васко, за Димитар, за Игор што го организираа сето ова, за луѓето кои што дојдоа, што донираа и се за Давидче. Настапија и изведувачи и групи од народната музичка сцена кои го истакнаа своето задоволство што можат да помогнат во лекувањето на Давид. Јас мислам дека ова е најбитниот сегмент кај секој човек што според мене, јас барем така ги категоризирам луѓето, ако има хуманост во еден човек, тогаш значи е човек и може да се разбереме. Инаку на било кој ако му е потребна поддршката, еве естрадата ние се знаеме сите, кои што сме хумани секогаш би помогнале, би излегле во пресрет
присрет и навистина не се на одмет никогаш вакви средства кога се донираат, посебно за дечиња. Мислам тоа е најслаба точка за секој родител и треба да бидеме свесни за нашата донација. И јас кажав дека не мора да донираме ние само преку песна или да го собериме народот, да ми даја една кутија, можам да поминам јас покрај страдава и сите ќе се усраме, а ќе дониравме, ќе соберевме многу пари. Ете, како што кажавте, како што кажа во изјавата, Сидоров предвадена, не бев на списокот на учесниците. Сам да поможам во овој концерт, бидејќи родителите ми се исто пријатели, и малиот ми е добар пријател, заедно бевме на Возентите нон-стоп. Така да Господ нека му е на помош, јас колку што можам ќе поможам. Ке ме имаш ти, ке ме љубиш ти, сега замини. А каде одиш ти за себе, само гледи така шириш. Повтор пат крт на моите колена, ти не ги видиш. Колко та беше само љубов никако, од тебе дишам слободно. Па јас ги поздравувам ваквите настани, нели е убаво да се даде помош колку што може, кој колку што заработува, нели не можеме да пресудиме кој колку да даде, меѓутоа прилика се знае кој колку може да даде. Ете, мали доприноси сме давале и преку телефонските линии кои што беа објавени за помош. Еве, ова е уште поголема чест што може да му помагнеме, ете така лично да речам, на малиот Давид. Стрекна сум што многу фирми, многу луѓе се поттикнаа да помогнат. Многу групи тука во Австралија, нашите колеги, и тоа ми е особено драго. Освен нив настапија и Болеро, Алегро бенд, Фонтана, Модус, Кисми бенд, Андреја Нацевска, Милениум, Джесика Палашовска, Мотив бенд, Молика Джуниор, Бобан Мојсовски, Ѓоко Јович, група Македонија, Стојне Алтернатор, Боемите Кирил Стојчевски, танцовиот спортски клуб Step Up. Пред концертот беа организирани и други настани и активности, а потоа се роди и идејата за овој концерт во соработка со општина Битола, навивачката група Чкембари, а организаторите на концертот Васко и Игор Ангелевски, Димитар Андоновски и Ица Атанасовски ја истакнаа благодарноста кон сите присутни и сите изведувачи. Па да ти кажам право, малце, нели, последните моменти хаос, бидејќи сепак не е мала работа. Се работи, нели, за голем концерт, 30 изведувачи да ги пречекаш, да ги испратиш, па, нели, околу организацијскиот дел. Јас само вака викам дека се заврши во добро светло, имавме добра посетеност. Им благодарам на битолчани за поддршката, им благодарам на останатите организатори, на Ица Атанасовски од групата Модус, му благодарам на Игор и на Васко Ангеловски и на сите, нели, оние големи фирми кои што купија голем дел од картите, општина Битола. И така, јас сум возбуден, убаво се осеќам, мислам дека цела Битола заеднички направивме, но големо дело за нашиот Давид. Имаме голема одговорност, пред се бара сериозност во целата работа. Значи, ово ми е втор официјален пат да организирам ваква хуманитарна цел. И посебно сакам да ги поздравам Давид, неговите родители и му посакувам, значи, побрзо оздравување и се најдобро. На самиот настан беше присутно дел од семејството на Давид, кои ја истакнаа благодарноста кон организаторите и сите присутни во салата, кои дадоа допринос за лекувањето на Давид. Во повеќе кафе-барови во Битола се поставени кутии, а освен тоа се отворени активни телефони за донации.
Секоја чест на организаторите, изведувачите, меѓутоа и многобројните присутни. Докажавме дека сепак Битола е град на хуманоста и се надеваме дека на малиот Давид многу брзо ќе му биде подобро и побрзо ќе оздрави. Драги наши, тоа беше се за денешното издание на Ритамот на градот. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на Тера телевизија. Чао, чао!